За половина милион евра е побогат буџетот на Македонија откако на државниот граничен премин Табановци е спречен историски шверц на пари. Станува збор за најголемата заплена на пари на Царинската управа во Македонија. Првиот цариник Николовски информираше дека парите биле пронајдени во специјално конструиран бункер во минибус на туристичка агенција од Албанија. Кешот бил спакуван во 14 прозирни кеси кои најпрво ги намирисало царинското куќе, а сомнежите се потврдиле со детално скенирање на возилото од службата за мобилни скенери. Инспекторите од мобилниот тим пристапиле кон отстранување на профилот во кој биле пронајдени кесите. За тоа чии се еврата и дали Македонија била крајната дестинација каде истите требало да завршат, допрва ќе утврдуваат надлежните институции. Мобилниот тим, кој поседува огромно искуство, веднаш забележува преправки на возилото, пошто е пуштено царинското куќе, кое укажало на индиции за криумчарење на истото место. Сомнежите се потврдија и со скенирање на возилото од службата за мобилни скенери, пошто инспекторите од мобилниот тим пристапиле кон отстранување на профилот, во кој биле пронајдени 14 прозирни кеси, во кои биле спакувани 500.000 евра кеш пари. Заедно со возачот од Албанија со иницијали ДЖГ биле уште 7 патници. Кумановскиот суд веќе пресуди на возачот да му се одземат возилото и парите. Девизите и возилото се трајно одземени, а сторителот, државјанин на Република Албанија, со иницијали ДЖГ, кој управувал со минибусот, е соодветно гонет, зашто веќе е изречена судска пресуда од Основниот суд во Куманово. Николовски нагласи дека девизите веднаш биле предадени во агенцијата за привремено одземен имот, а потоа истите се депонирани во Народната банка. Тие ќе бидат искористени за нови патишта, болници и училишта, а цариниците кои ги запленија еврата ќе бидат наградени со 10.000 денари.